Пиклбол – спорт што ги освојува терените и генерациите. На прв поглед потсетува на тенис, на моменти наликува на пинг-понг, а во динамиката носи елементи на бадминтон. Но пиклболот е многу повеќе од комбинација на познати спортови. Тоа е нов спортски феномен, што со неверојатна брзина го освојува светот, а се почесто и македонските терени. На мал терен, со рекети помали од тениските и лесно пластично топче со дупчиња, играта започнува мирно, но само за неколку минути преминува во возбудлив ритам. Пиклболот е лесен за учење, но доволно предизвикувачки за да ги задржи и најискусните спортисти. А наш придизик беше да посетиме еден пиклбол тренинг со одличен повод, а тоа е надпреварот кој што ќе го игра Македонија со националните тимови на Словенија и Италија, наскоро во Љубљана. Утренска на Тилма дојде и на еден тренинг по пикебол и тоа имаме една одлична причина за тоа, или повод подобро кажано, а тоа е учеството или надпреварот кој што ќе го игра Македонија заедно со Словенија и Италија наскоро во Љубљана или на почетокот на февруари. Па Зоран, благодариме на поканата и на гостопримството и еве можност да за нашите гледачи објасниме што е тоа кое што ја очекува македонската пикебол репрезентација. Пред се голема благодарност до телевизија Телма за вашата залежност за промоција на пикебол спортот во Македонија. Токму така, моментално присуствуваме на тренингот на македонската национална пикебол репрезентација, кој што се спрема за престојниот надпревар со Словенија и со Италија. Значи, во Љубљана 5 до 8 февруари ќе учествуваме на турнир каде што ќе имаме надпревар со репрезентацијата на Словенија и во едно тим од Италија. И тоа ќе биде во една прв надпревар на Македонија на меѓународно сцено надвор од Европското првенство, кој што ќе послужи за промоција и развој на меѓународниот македонски пикелбол. Пикелболот нешто представува спорт измеѓу рекетен спорт кој што нешто комбинација од тенис, бадминтон, па би рекол падел и пинг-понг. И специфично е за пикелболот е спецификата на топката кој што малце нетипична во однос на другите, пластично е со повеќе дупки. Рекетите, како што може да видите, се комбинирани измеѓу пикелбол, измеѓу пинг-понг и тенис. Интересот е прилично голем во Македонија, се уште напредуваме во однос на бројката, во однос на популарноста и ваквите емисии во секој случај ќе придонесат ние да можеме што е можно поголем број на играчи да прифатиме во нашите активности. Она што е многу значено за 2026 имаме премногу испланирано активности на меѓународна сцена и едно од најглавните проекти за 2026 е оформување на младинската пикелбол репрезентација на Македонија. Пикелболот е релативно нов спорт во однос на професионалноста во Европа, значи тамо не и во Италија и во Германија, пошто и во Германија сум присутен со клуб и со едукација на кадри. Последните 2 години се случува страшна голема експанзија на пикелболот како професионален спорт. Значи не збориме само како рекреативен спорт и од ден во ден растат бројот на клубови, терени, тренери, играчи. Така да ние можеби касниме една година во тој тренд на зголемување на интересот, меѓутоа мислам дека многу брзо ќе го постигнеме тој стандард што се случува во Италија и Германија. И моето искуство од Германија, штегнато во Германија, го пренесувам во Македонија за да едноставно да бидеме во иста линија, со ист квалитет со земјите од Европа, како што се Италија, Германија, Франција и други земји што се развиени. Во секој случај, ние започнавме интензивно овој месец се спремаме за надпреварот против Словенија и екипи од Италија. Пред се голема благодарност до општина Карпеш кој што ни овозможи да едноставно да имаме сала за тренирање за подготовка кој што знае да биде проблем во Скопје. И мислам огромна благодарност да изразам до градоначалникот и до општина Карпеш и со тоа докажа дека се спорт френдли општина. Тренизите ги обвиваме скоро секојдневно, се работи во салата во Партизан, во Карпуш 4 и се надевам ќе до надпреварот со Словенија ќе успееме соодветно да се спремиме да одржиме на добра форма за соодветен перформанс во Љубљана. Генерално постојат две општи категории, тоа се 50 плюс за особи над 50 години, 50 под, значи или за особи по-млади од 50 години, меѓутоа работиме интензивно во Европската пикелбол федерација да се оформи јуниорска категорија.
16 и помлади од 16, кој што се уште во моментот не е дефинирана, меѓутоа е во фаза на дефинирање. Јас сум активно вклучен во таа развојна програма на младинскиот пикелбол. Така да инсистираме што е можно помлади деца, значи збориме 9, 10, 11, 12 години се добродојдени како идни на нашиот македонски пикелбол. Машки, женски, значи апсолутно малце сме дефицитарни со женските, значи даваме апел што е можно повеќе девојчиња да се приклучат во пикелбол спортот. Она што најмногу не привлече е дека секој може да игра без разлика на возраста или физичката подготвеност. Тоа го велат љубителите на овој спорт. Токму во тоа и неговата сила. На ист терен може да се најдат деца, рекреативци, но и пензионери, сите со ист ентузијазам и насмевка. Здраво, Јане, како национален тренер по пикелбол, и кога зборуваме за, со Зоки споминавме за почетоците, за тоа колкав е интересот и впрочем како се стекнува интерес, особено кога збориме за привлекување на младите кон еден ваков спорт. Оние кои што не следат, кои можеби се запознале на некој начин со пикелболот и сакаат да пробаат, на кој начин тоа може да се оствари, да се реализира, какви и дали имате почетнички групи и како се одвиваат тренинзите? Добар ден, ви благодарам. Јас сум национален тренер по пикелбол во Македонија. Па да, има заинтересираноста е се поголема и поголема како кај младите, така и кај постарите генерации. Значи, овој спорт, како што сме споменали порано, може да го играат од 7 годишна возраст па до 77 годишна возраст. Моментално вршиме тренинзи за преку викенд, сабота и недела. Значи, имаме групи и почетници и полупочетници, некои да речам понапредни групи. Временската возрастната граница, како што споменав, е од 7 годишна возраст, имаме групи до 15 години, имаме групи што се од 20 години па по возрастни играчи. Значи, буквално сите се заинтересирани за спортот, лесно се применува, лесно се почнува со игра, голема заинтересираност, луѓето го препорачуваат, да раскажуваат колку убаво си поминале. Секако дека оние што биле инволвирани во спорт, општо во спорт, имаат предиспозиции бидејќи се физички подготвени, но секако секој може да почне да игра, бидејќи се работи за помали терени. Значи нема потреба некаква преголема физичка подготвеност, значи секој може да почне да проба да игра нормално, умерено, секако. А да, точно е тоа дека пред се спортисти во рекетни спортови имаат предност пред другите, да речам, спортисти во други полиња, во други спортови или па некој што воопшто не се занимавал со спорт. Тие што имале веќе искуство во рекетен спорт многу побрзо се адаптираат. Временска рамка не би можел да поставам, значи тоа зависи од талентот на самиот човек, ангажираноста, амбицијата, тренирањето константно, континуитетот нормално како што споменавте. Значи временска рамка може да биде од 6 месеци до година, 2. Пред се е желбата и континуираноста во посетување на тренинзи, тренирање, па и правење некои спортски вежби надвор од овие тренинзи на пикелбол. Национален тренер, што значи за мене тоа е многу голема чест. Константно се запознаваме со нови луѓе, со нови играчи, помагам играчите да стекнат повеќе искуство во овој спорт, да се изборат ментално со некои предизвици што ги носи спортот и играњето. Како се станува национален тренер, со многу играње, многу учење од други ментори, од други тренери, со посетување на многу курсеви во странство, полека, со работа со луѓе, со работа со нови играчи. Од аспект на тренер, значи, поготово пред такви надпревари, двобои, да речам, во моментов играме 3 репрезентации меѓу себе, Италија е една врвна репрезентација, можам да речам дека е топ 5 репрезентации во Европа, Словенија исто така многу квалитетна држава, квалитетен на спортот, таму има квалитетни играчи. Значи да, точно, сигурно месец до два пред тие надпревари, значи имаме за повеќе тренинзи, значи кондициони тренинзи правиме, ментална подготовка, физичка подготовка на играчите, како што е за пикелбол, така и за општа физичка подготовка и спремност на терен, па и ментално, така и физички. Пикелболот настанал во САД во 60-тите години како семејна игра, но денес е еден од најбрзо растичките спортови во светот. Во многу земји веќе има лиги, турнири и професионални надпревари, а интересот постојано расте и кај нас.
Покрај рекреативниот карактер, спортот има и значајна социјална димензија. Играчите велат дека пиклболот не е само натпревар, туку и дружење, место каде се создаваат нови пријателства и се гради заедница. За оние кои знаат, ама за оние кои не знаат, еве сега во оваа наша рубрика ние и посветена на пиклболот ќе дознаат тоа е дека Пере од Нокаут е всушност национален амбасадор на овој спорт. Што значи тоа да се биде национален амбасадор и зошто баш пиклбол? Вака, мојата мисија е значи да го приближам спортот до луѓето, односно пред се до младите, до оние кои што сакаат да се занимаваат со било каков спорт. Меѓутоа можам слободно да кажам дека овој спорт е многу добар, прилагодлив пред се за младата популација. Меѓутоа најинтересното е тоа што овој спорт е од 7 до 77 години. Така што може секој да го игра. Има значи 3 категории, она младинска категорија, односно од 18 до 40 години и од 50 години до натака. Значи колку може, нема граници. Така што е нешто, значи ако објаснивме претходно со селекторот, нешто помеѓу пинг-понг, бадминтон и тенис, навистина е многу интересно и како што кажав, мојата мисија е да го приближам до младите, до луѓето, што поблиску и да ги поканам сите оние кои што сакаат да се занимаваат со овој спорт, да дојдат и да го пробаат барем, и мислам дека после тоа нема да се откажат никогаш. По природа сум онака спортски дух носам во себе, како да кажам. Значи од мали нозе тренирам, значи се занимавам со спорт, покрај кошарката и така натака. Пинг-понг сум играл, сум пробал, значи покрај тоа навлеков во тенисот и покрај тенисот го засакав сега и пиклболот. Така да некако се надоврзував преку тие работи. Меѓутоа не е битно со кој спорт се занимавате, сакам да кажам, занимавајте се луѓе со спорт. Тоа е нешто што е навистина потребно на човечкиот организам, на секој организам, и ни произлегуваат поздрави мисли од сето тоа, се разбира. А пиклболот е нешто што навистина треба секој да го проба. Мислам дека културата и спортот се најдобрите амбасадори на еден народ, така што инспирација црпа и едното од другото. Значи тука е некако таа поврзаност. Така што и ова е некако занимација, да кажам така, спорт кај што се инволвирани многу луѓе, кај што имам контакт со навистина многу број на луѓе, така што и музиката е исто така. Така и надвор од нашата земја се разбира, еве настапувавме нели на европското првенство, многу добро, многу убаво искуство кое што ни покажува понатамошен развиток, понатамошен пат ни отвара за некои видици, понатака како треба да играме, како треба да се однесуваме и така натака и така натака. По работниот ден, ова ни е најдобриот начин да се опуштиме, да се движиме и да се насмееме. Ова го додаваат учесниците кои се почесто ги заменуваат фитнес салите со отворен терен и рекет во рака. Со минимална упрема, едноставни правила и максимална забава, пиклболот полека но сигурно го наоѓа своето место и во спортската култура кај нас. Дали ќе стане следниот масовен спорт, ако судиме по интересот и енергијата на терените? Одговорот можеби веќе се надзира.